уништувањето на животот во Македонија не го уведува сега заев со либерализација на абортусот или со славење на хомосексуализмот. Тоа е само продолжение на она што се работи во Македонија од 1912 на наам. Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 28-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, повторно во соло издание. Денеска е 10 јуни, па морам да им го честитам најголемиот празник на македонските дечиња, почетокот на летниот распуст. Еве и јас во таа пригода денеска одам во порелаксирана верзија. Денешнава епизода ќе биде повеќе во слободен стил. Имам неколку различни работи кои што сакам да продискутирам, меѓутоа сите отприлика се сврзуваат во една иста тема. Па да почнеме. Ајде, ќе почнеме со ова. Објава од приказни од булеварот од 6 јуни. Цитирам. Вчера бев да се шишам кај Фуфо у кисела вода и пред мене едно момче најави дека се шиша и дека е таксан да му ја здува во туѓина. Детево што шиша кај Фуфо вика: "Бе брат, ти си од Сабајлево четврти што ми најави дека заминува и дека ова му е последно шишање во овој дуќан." За момент во салонот настана некој молк. Некоја тага и лутина ме притисна. "А каде е мајстор Фуфо?" го прашав. "Работиш сама, гледај колку имаш гужва." Ми посуши дека едно од децата што работело кај нив исто така заминало во странство и дека морал да работи сам. Како тргнала работата, ја ќе бидам тој што ќе го угаси светлото во оваа држава и ќе го удри последниот клуч на оваа врата каде што влегле и излегле. Се прашав, ако е во Скопје вака, во урбаната кисела вода, како ли е во Делчево, Свети Николе Радовиш или горе на кај Куманова, Паланка и така натаму. Во еден момент ми дојде еден бес. Таков што кога би бил моќен, би се качил во еден бомбардер Б-52 и би ги истурил сите бомби над оваа држава од Гевгелија до Куманова. Политичари, атомска бомба не можела да уништи еден народ и една држава како вие канцери, паразити, едни вечни функционери, лапачи, тендераши, фотељаши, што со вашите патни трошоци бркате 10 деца на ден од главниот град на државата. Дали детето на Ласкова, на Мира Дизел или претходно на онаа Бонева слични на нив, трепат за својата иднина како момчето што шиша кај Фуфо. Толку сте неспособни, а толку често гласни. Љуцуми на луѓето тука. Фамилии ви растурија овие крлеши. Имаме во Македонија ефект како да сме во граѓанска држава, како да сме во граѓанска војна веќе 10 години со стотици бегалци по Малта, Германија, секаде. Нема прогрес и нема да се има, се додека ги повторуваме грешките и играме на нивните ноти. Оваа држава умира. Младите бегаат во банките и продавниците само стари лица. Делете се вие на северџани и патриоти, за процент плюс кај оние кои ни ебаа мамата. Северна Македонија, премија е за нас. Јас би ја нарекол Централна Балканска република. Ни М нема да има од Македонија. Го срамиме тоа име. Им клечиме и молчиме на криминалци. Нив ги молиме за трошки. Оние кои своите деца ги лечат по приватни клиники, а нас ни продаваат бајки за здравство достапно за сите, каде умираат луѓе како кучиња. Кога овој народ ќе стане демос? Кога ќе научи дека слобода и правда со пенкало не се добива? Кога ќе заигра стапот во нивниот двор? До кога ќе игра во нашиот? Многу интересен текст, кој искажува едно чувство кое што е, би рекол, универзално кај македонците во изминатите 30 години. Не можам да зборувам за периодот пред тоа, бидејќи роден сум 83-та година, така она што го паметам од периодот на пред независноста е баја ги обоено со детски леќи. Меѓутоа, сентиментот дека
од државата постојано се иселуваат млади луѓе, способни луѓе, и дека стравот дека кој ќе биде оној што ќе остане последниот да го исклучи, да го изгаси светлото и да ја заклучи вратата, е преовладувачки веќе подолго време меѓу нас. Меѓутоа, текстот изразува и еден друг сентимент. Авторот вели: во еден момент ми дојде еден бес. Таков, што кога би бил моќен би се качил во еден бомбардер БПС-2 и би ги истрелил сите бомби над оваа држава од Гелија до Куманово. И тука е она што започнав да го дискутирам во минатата емисија, говорејќи за нашата за нашиот духовен сукоп и за нашата карактерна мана во однос на нестрпеливоста. Може би не се изразив баш најдобро тогаш, бидејќи едноставно пред недела дена имав едно количество на информации, недела дена имам малку повеќе. Може би она што сакам да го доловам е како и што сакам да го дефинирам како нашиот карактерен проблем не е нестрпеливоста конкретно, туку е општо апсолутизмот кај македонците. Не чини државата да ја бомбардираме. Ако нешто не ни тргне од почеток, да се откажеме. Сега. Понатаму, авторот вели дека им е лут и на оние кои што бегаат. Вели вака: тие толку сте неспособни, толку често гласни, љуцуми на луѓето тука, фамилии ви растурија овие крлежи. Имаме во Македонија ефект како да сме во граѓанска војна веќе 10 години со стотици бегалци по Малта, Германија, насекаде. Би го исправил авторот тука, ние имаме ваква состојба веќе 30 години. Од Македонија се иселуваат постојано луѓе за време на оваа наводна независност. Имаме период да не одиме понатаму кога Македонија била под окупација на други. Меѓутоа, што се случува тука? Кој е проблемот? Зошто постојано Македонија обстојува во една состојба на граѓанска војна, односно на состојба која е наликува на состојба на граѓанска војна? Повторно тука треба да се вратиме на оној духовниот проблем. Имаме проблем со редот. Имаме проблем со логосот. Имаме проблем со нашето одбивање да го научиме редот кој што го воспоставил Господ и да живееме согласно со него. Во Македонија има 350.000 соработници на службата за државна безбедност кој што ги признава поранешен началник на службата, Слободан Богоевски. 350.000. Целата држава има околу 2 милиони граѓани. Од тие 2 милиони граѓани, околу 1/4 можеме да речеме дека се малолетни. Значи, речи си 20% од населението активно соработува со службата за државна безбедност, чија што функција не е да го унапреди македонското општество, туку е да го уназадува. Оваа служба, која што е формирана првин како Црна рука, па потоа како ОЗНА, па како УДБА и денес што обстојува во исти облик, меѓутоа само што го менува името на секои неколку години, оваа служба е формирана да го уништи македонскиот народ. Таа е причината зошто немаме демос. Таа служба функционира за да го систематски за да го осиромашува македонскиот народ, да попречува било каков стопански напредок, посебно оној кој што се прави вистински, кој што го прават луѓе независно од државата,
туку кои што го прават предприемачи, стопанственици со самиот свој труд и со самото свое знаење. Службата најактивно работи тој дел од економијата да го уништи. Зошто? За да може да ни донесат Johnson Control или некаква си друга ангарија да работиме за работна рака како крепосници и како робови. Меѓутоа, ова не можеме да го разбереме, не можеме да го научиме затоа што постојано одбиваме да ја учиме сопствената историја. И тоа ме води до коментари на известна Калина Петровска Македонска. Велам известна бидејќи не ја познавам, а очигледно дека сме пријатели на Facebook. Коментари за мојот последен подкаст во однос на духовниот судир. Таа вели, нема никаков духовен конфликт кај нас македонците, а ВМРО не било, тоа не е битно. Значи, одбиваме да кажеме, да признаеме дека постои духовен конфликт. Понатаму таа вели, знаеме кои сме и какви сме, само патиме од недоквакани мелези инфилтрирани во државнички функции со недефинирани идентитети. Тоа е нејзин коментар на моето тврдење дека мора да разбереме кои сме за да можеме да тргнеме напред. Дури не научиме која е нашата вистинска историја, која е вистинската историја на светот, ние не можеме да се ориентираме исправно во светот. И тоа е целата суштина. Ние велиме знаеме кои сме и не треба никој да ни кажува повеќе. Чекај, од кај знаеме кои сме? Со што сме научиле да знаеме кои сме? Од некоја приказна баба што ни кажувала или од некоја песна што сме чуле. Ние сме живееле во држава од 912 на наваму, во која што сме живееле заробени и сме живееле во еден систем кој што е опишан најдобро во книгата на Орвел 1984 година. Тотална полициска држава со фалсификувана историја и со фалсификувана сегашност. Вестите кои што ги добивавме за време на Југославија беа апла фалсификат, а денеска истото продолжува. И најлошото што е, ние си земаме некаков си земаме за право да се чувствуваме за морално супериорни затоа што не знаеме ништо. И сега, да ги знаеме вистинските односи, да ја знаеме вистинската историја, ќе знаеме како да се ориентираме. Викаме, англичаните се збогатиле на плячка, западњаците се неморални луѓе, злокобни луѓе, тие се секаков жган и секакви експлоататори. Се ориентираме кон Русија, се ориентираме кон нашите балкански соседи, кои што не експлоатираат. Србите Македонија ја користат како феудален посед. Албанците и евреите ја користат добродушноста на Западот за да изградат држави во овие 100 години. Тоа е разликата меѓу познавањето на редот, познавањето на светот, познавањето на историјата и непознавањето. Додека живееме во заблуди и небулози кои што ни ги сервираат оние кои што не поробуваат, секогаш ќе останеме поробени. И тоа е целата суштина. И затоа се иселуваат младинци од Македонија и затоа продолжуваме да живееме како во состојба на граѓанска војна. Одиме со третата историја. Еве кај е проблемот македонски. Моето последно видео на YouTube има 128 гледачи. Ви благодарам многу на сите кои што се вклучувате секоја недела да ги гледате нашите видеа. И ви благодариме на споделбите и на лајковите. Меѓутоа, видео, не знам, со
ете имаше денеска видов некое дете што прави некои каскадерски екзибиции на кои што може да настрада. Има илјадници прегледи. Видеа кои што се корисни. Има канал за документарни филмови околу Македонија на YouTube. Просечната гледаност на тие видеа е од неколку стотици до 2000 и нешто. Без разлика дали тие видеа се тотално исправни, во нив има историја од која што може да се учи и која што можеме да провериме дали е исправна или неисправна. Меѓутоа не се интересираме. Повеќето од коментарите кои што ги добивам на YouTube се од бугари. Истото беше и случај со Котле. Најголемите дискусии се водеа од бугари околу историја. Сега. Би сакал малку да му одговорам на Иво Пет. Му одговорив на некои работи, меѓутоа има некои работи кои што намерно ги оставив недоречени. Тој вели каква е разликата меѓу македонски бугарин и бугарин од Македонија? Гледам че отчално ја отпитваш да вкараш разликата в понятајата. Веројатно сака да каже дека се мачам да најдам некоја разлика. Мојот одговор е вака. Не знам каква била разликата порано и не знам дали постоела или не. Се чини дека туѓинците кои ја посетувале Македонија во 19. и раниот 20. век не можеле со сигурност да кажат дали македонските Словени биле бугари или срби. И тоа е реалноста во сите записи од тој период. Не се зборува за македонци како посебна етничка категорија. А определбата на овие луѓе се менувала согласно со условите, односно некојаш се попишувале како грци, некојаш како срби, некојаш како бугари. Најчесто како бугари. Но можам да кажам што станало со овие луѓе во текот на 20. век. Македонските бугари, односно нивните наследници, станале македонци. А бугарин од Македонија, тоест оние кои што денес се идентификуваат како македонски българи, е соработник на УДБА, наменет да и дава изговор на службата да гони македонски националисти поради наводната опасност од бугарски обид за рушење на уставниот поредок на републиката. И сега, Иво вели вака: така е кога разделиш еден народ во две држави, тези веќе два народа има други судби. Преди 120 години европејците може да им било трудно да кажат дали са срби или бугари, македонците, но дали им е било трудно на основачите на БМОК, како мислиш? Дали Христо Татарчев не знал што е, или Дамјан Груев? Всушност, аз не мога да се смета за един македонец од тоа време, којто да е кажал да некој европеец да му каже што е. Значи, вели, всушност не можам да се сетам за било кој македонец од тоа време кој што чекал да му каже некој европеец што е. Сакам да те поздравам и ти пожелам успех во просветната дејност која што си ја започнал. Бугарин и македонец не само што нема за што да се скараат, тешко е да се наметнат за било какво да спорат, како што допре до историјата. Века сега, да му одговорам на Иво. Прво да го поставам ова прашање. Бугарите често викаат еден народ, две држави за македонците и бугарите. Меѓутоа, има бугари и во западните предели во Србија. Односно, српските источните предели на Србија, кои што бугарите ги викаат нивни западни предели. Тоа се Босилеград, Пиротско и Димитровград. Па дури и до Врање, Лесковец тие ги велат дека тоа се бугарски места. Имаме бугари во Добруџа, во Бесарабија, во Грција. Тогаш нели е еден народ во 5 држави. Второ, што правиме со егејците? Мене, да ви кажеме, мои бугарски пријатели, најлесно би било да кажеме дека македонците се бугари и завршена работа. Имаме историја, имаме се. Можеме да се повикаме на целата историја на бугарската држава и да завршиме работа. Меѓутоа, нешто не штима.
Ние мораме, како македонци, мора да не разберете, ние македонците мора да си разбереме кои сме за да знаеме точно како да се ориентираме. Ако сте навистина браќа и пријатели, тоа мора да го разберете и да го почитувате. Што правиме со егејците? Егејците се ориентираат ли према Грција или се ориентираат према Бугарија или према Македонија? Знаеме дека после Балканските војни, после Првата светска војна, грото од словените во Грција заминале во Бугарија, точно. Грото и од голем дел и од македонците заминале во Бугарија како бегалци. Меѓутоа, што правиме со егејските словени кои што се ориентираат кон Македонија, а не кон Бугарија? Што правиме со егејците кои што се имигрирани тука, на запад, јас живеам во Канада, што правиме со нив кои што доаѓаат во македонски цркви и грчки цркви? Тие се ориентираат или спрема Македонија или спрема Грција, не према Бугарија. На европејците, на другото прашање твое, пред 120 години на европејците може би било тешко да кажат што е дали се срби или бугари македонците, но на македонците не им било тешко. Па ако македонците не им било тешко да кажат што се, тогаш тие лесно ќе им кажеле на странците што се. Има четиво во Брајлсворд, кој што ги дефинира македонците како бугари. Меѓутоа, има четиво каде што тој вели намерно отидов во село изолирано, каде што нема училиште. Селото е во близината на Охрид и од селото се гледа Самуиловата тврдина. И ги прашува децата: кој е изградил оваа тврдина? Тие велат слободните луѓе. А кои биле тие слободни луѓе? Па нашите дедовци. А што биле тие ваши дедовци? Па биле христијани, не биле турци. Значи, не е баш така лесно и не е баш така право. Има многу завјутници, има многу прекини во македонската историја. Многу лесно ќе биде да кажеме и дека сме антички и готово да завршиме работа. Меѓутоа, и тука нешто има. Значи, мораме да ги бараме вистинските одговори. Сега, Христо Татарчев и Даме Груев и сите други дејци на македонската кауза се идентификувале како бугари. Меѓутоа, сите тие биле образувани во бугарски институции. Крстен Мисирков се образувал во Србија, во Бугарија, во Русија, се пишува на различни места како македонски бугарин, како македонски србин, како македонски рус. Значи, тој наратив нешто има, нешто не фаќа. Одиме на следното. Малку дневно политички настани. Ќе стане ли Македонија посовремена со парадата на гордоста? Парадата на гордоста е еуфемизам за парада на хомосексуализмот, на педерастијата и на дегенеричното однесување, на дегенеричниот живот. Ајде да го поставиме први нова прашање. Текстот, да ви кажам, се уште не сум го прочитал. Сакав да говорам конкретно околу хомосексуализмот. Меѓутоа, еве да го погледнеме прашањето со кое што започнува текстот, односно кој е наслов на текстот. Ќе стане ли Македонија посовремена со парада на гордоста? За мене ова прашање е излишно. Прашањето е дали Македонија ќе има некаква полза од парадата на гордоста. Дали Македонија ќе успее да живее посогласно со редот на Господ, со парадата на гордоста.
сославењето на оваа античовечка активност. Сославењето на овој стерилен хедонистички живот. Ке стане ли Македонија подобра? Ке станеме ли ние како луѓе подобри ако имаме парада која што слави дегенеризам? Тоа е прашањето што треба да го поставиме. За современост, минатата недела говорев околу Данска. Секогаш не лажат со таа идеја дека треба да бидеме современи. И тоа е повторно оној апсолутизам. Значи мораме да бидеме најнапредни, најсовремени. Чекај, уште не сме станале ни едвај современи. Зошто сега да стануваме посовремени? Зошто да стануваме најсовремени? Парада на гордоста, кога се досрев во Канада, тоа беше пред 19 години, беше еден ден. Беше сабота, околу 1 јуни некаде. Па стана една недела, сега е цел месец. Месец на гордоста. Сега. Некој ќе каже дека ќе одиме на следната тема. Ќе одиме првим со следната тема, потоа ќе се вратиме на ова. Новиот закон за прекинување на бременоста објавен во Службен весник од 3 јуни годинава. Новиот закон за прекинување на бременоста е донесен и објавен во Службен весник под број 101 од 22.5.2019 година. Закон што 8 дена по негово објавување стапува на сила, соопштуваат од Министерството за здравство. Инаку ја го користам сајтот Јанаки знае. Со новиот закон се укинуваат постојните административни процедури и бариери кои го одложуваат спроведувањето на постапката за премин на бременоста. Односно за прекин на бременоста. За прв пат велат во Министерството се воведува можност за прекинување на бременоста под 9-та гестацијска недела со медикаминозен разни латински изрази кои што се излишни, а кои што се наменети да ни го поматат умот. Повторно, текстот новиот закон предвидува прекинување на бременоста да може да се изврши до истекување на 12-та гестацијска недела со писмена согласност на бремена жена. Значи, новиот закон овозможува абортус до истекување на 12-та недела. Сега, ДПМНЕФ-ците, кои што го слават Никола Груевски како месија, тие рипаат дека Заев е оној кој што ја уништува државата, дека западњаците ни се криви, дека ова е под притисок на ЕУ. Меѓутоа, е еден текст од 19 јуни 2013 година. Од academic.mk, законот за прекин на бременоста стапува на сила следната недела. Тогашниот закон предвидувал прекинување на бременоста до 9-та недела. Значи, што правиме сега? Само имаме еден прогрес. Одиме малку напред. Значи, одиме се поблизу до 9-тиот месец. Сега, абортусот според јазикот овде вели дека е нов закон за прекинување на бременоста, значи абортусот не го вовел ни Груевски, туку само го либерализирал абортусот. Денеска Заев дотолку повеќе го либерализира. Во Канада абортусот веќе е легален до 11 месец од бременоста. Почнуваат веќе да се туркаат идеите дека и родено дете, здраво родено дете, дека може да се абортира после пороѓај. И да, што е сега? Дали се западњаците виновни за сето ова? Треба да разбереме дека суштински имаме судир на доброто и злото.
Многу работи во поглед на прогресивизмот и либерализмот потекнуваат од кај нас. Ние сме многу понапредни во некои работи во однос на социјалната држава, во однос на права за жените и така натаму. Ние сме понапредни од Западот благодарение на комунизмот. Русите, како уште поголеми првенци од нас во комунизмот, тие се уште понапредни од нив. Меѓутоа, таквите анархистички, нихилистички, дегенеративни идеи заживуваат во Русија се во ек, веќе во средината на 19. век. Сега, за што всушност станува збор? Станува збор за, како што реков, за борба помеѓу доброто и злото. Оние кои што се заставници на злото, често не се ни свесни што работат. Тие, како Мефистофел, ја продаваат својата душа на ѓаволот за да добијат некакво моментално задоволство. На тие луѓе им пречи продуктивниот човек, човекот кој што живее во согласност со Словото на Господ. И тие на секој начин бараат начин да го растурат општеството. Тие на секој начин бараат начин да го подријат здравото општество, здравиот човек, да го убедат дека треба да ги смени своите здрави навики, да се прифати кон нови нездрави навики. Да се журка, да се дрогира, да има слободен, нерегулиран секс, да не гради семеен живот, да не штеди и да инвестира. Туку да живее во моментот, да живее како животно. И сега, таквата идеја до некаде пасува кај македонците, затоа што ние не сме го разбрале христијанството како што треба да го разбереме. Не сме ја научиле вистинската порака на христијанството. И затоа ваквите модернистички, односно уништувачки идеи пасуваат меѓу македонците. Сега, што да правиме со промоцијата на хомосексуализмот и на абортусот? Значи, воведувањето, либерализацијата на абортусот значи дека уште помалку одговорност ќе се има во општеството. Сега, младите девојки ќе можат да слободно да си ја даваат својата чест, значи да си ја губат својата чест и да немаат никакви, да немаат грижи за последиците кои што ќе дојдат со тоа. Што можеме да направиме со ова? Што можеме да направиме со ова туркање на хомосексуализмот? Очекувајте дека набргу ќе дојде и трансгендеризмот дека ќе дојде во Македонија. Тоа е уште една измислица на овие соросоидниве радикали, каде што се негира постоењето на полови. Тие велат дека не постои разлика меѓу половите и дека нема број на полови. На некои места испаѓаат со бројки од 70 и кусур полови дека има. Што можеме да направиме тука? Очигледно е дека силите на злото управуваат со Македонија. И тие работат на секој начин да го уништат сето она што може да биде добро во Македонија. Семејството, младината. Значи, таа е истата група е тоа, не е ништо ова сега новост во Македонија. Уништувањето на животот во Македонија не го воведува сега заев со либерализација на абортусот или со славење на хомосексуализмот.
Тоа е само продолжение на она што се работи во Македонија од 912 на наам. Значи го имаме белиот терор кој што бил официјална политика на кралството на СХС, односно кралството Југославија во Македонија во период меѓу двете светски војни. Па ги имаме ликвидациите после Втората светска војна, па монтираните судски случаи, па апсењето на младината. Илјадници младинци се заробени во периодот меѓу 46 и 49 година како млади националисти и животите им се уништени. Еден меѓу нив, еве да го спомнеме денеска, Бог да го прости, му стана година дена од како почина Дане Поповски. Цела една генерација е уништена на тој начин. Значи, желбата да се уништи македонецот и не само желбата, туку и дејноста кон уништувањето на македонецот веќе подолго време е со нас. 4 цели генерации. И сега ова се само најновите итерации. Сега работат на еден начин, работат на еден систем да самите се елиминираме уште полесно. Значи, полека не бркаат од Македонија, еве сега со либерализација на абортусот ќе опадне уште дотолку наталитетот во Македонија, додека српскиот наталитет, да речеме, расне, албанскиот наталитет расне. Значи, ние самите полека да се избришеме. Со славењето на хомосексуализмот, исто така, целта тука е да опадне наталитетот. Што можеме да направиме? Односно, што мораме да направиме? Сега, должноста е во раците на родителите. Тие мораат сите овие штетни најави, сите овие штетни појави да ги анулираат. Тие мораат децата да си ги воспитуваат поисправно. Тие мораат да најдат начин, да најдат добра црква, да најдат добар свештеник, кој што не е продаден како високото свештенство. Тие мораат сами да бараат книги, сами да се образуваат и сами да ги подучуваат своите деца што треба да прават. И сега тука е уште и последното. Она што сакав да го спомнам во мојот коментар околу текстот на Приказни од булеварот. Македонците се иселуваат бајаги драстично во изминатите 100 години. Првиот бран на иселеници започнува некаде околу почетокот на 20 век и целите овие 120 години имаме еден незапирлив ток на иселеници од Македонија. Тие иселеници мора да сватат дека и тие имаат должност кон татковината. Додека ние се иселуваме, нашата татковина ја населуваат други, а додека ние се иселуваме и веќе забораваме да погледнеме наназад, ние помагаме во тој процес на уништување на Македонија. Премногу имигранти наши, премногу иселеници македонци, единствено што ги интересира е кога ќе отидат во Македонија да се направат големи фраери. Секој од нив заборава дека тој како излезен, како човек што се спасил од темнината која е Македонија, има должност кон својот народ, кон своите сонародници, кон своите браќа и сестри да работи кон каузата, да им помогне сите заедно да ја направиме Македонија држава во која што ќе можеме сите да живееме заедно. Значи, македонската диаспора воглавно потврлува и тоа сериозно. Дали има македонски институт кој што се грижи за македонската историја, кој што се грижи за промовирање на македонската кауза и кој што се грижи за споделување на знаењето кое што го стекнуваме тука како иселеници со нашите браќа и сестри во Македонија. Напротив, македонците иселеници додаваат уште повеќе во заблудата во која што живеат македонците.
Тие наместо да го објаснат овој систем во кој што живееме ние тука, кој што е заснован на добродушност и на христијански вредности, кои што сега се разнебитуваат благодарение на овие левичари, место тие да го објаснат тоа и да објаснат дека успехот на овие држави, успехот на Западот е заснован во христијанството и во почитувањето на моралните вредности кои што ги промовира христијанството, тие уште поголеми лаги кажуваат таму, уште поголеми критики даваат за Западот кои што се неосновани. Немојте да ме разберете погрешно, има зашто да се критикува Западот. Меѓутоа, за овие работи кои што го критикуваат во Македонија, измислувањето на секакви теории на заговор, тоа само ни штети. Додека ние ги гледаме западњаците како злокобни луѓе и додека ние на нив гледаме со сомнеш, нашите конкуренти го разбрале вистинскиот карактер на западњаците и го ползуваат во своја корист. Го експлоатираат. И експлоатираат таа добродушност на американците и на западњаците воопшто, додека ние се сметаме за морално супериорни на сите нив. Огромна одговорност во сето тоа имаат и нашите селеници. Сега како натаму? Натаму, наша должност е да се образуваме и да се просветлуваме и да бараме начин да живееме во согласно со Словото на Бога. Тоа е нешто кое што ни е достапно 1500 години на нас, словенските македонци. Ја имаме Библијата, ја имаме црквата, имаме други цркви. Нема ништо лошо во обидот да се научи нешто од другите. Нема ништо лошо во тоа да се отиде, например, на сајт или на служба во католичка црква или во протестантска црква да се види кои се нивните гледишта. Што е тоа што, тие со гледале што ние не сме со гледале. Јас не велам сега да се покрстиме, да станеме други. Меѓутоа, да се образуваме, да се информираме. Тоа е наша должност. Сите сега имаме пристап до интернетот. Зјапаме во Facebook, зјапаме во секакви глупости, во видеа од мачки, зјапаме, читаме секакви, се повлекуваме по секакви глупи, нонсенсијални теории на заговор кои што немаат никаков додир со реалноста, се со цел за да не се справиме со реалноста. Се со цел за да не засукаме ракави и да работиме нешто што е мачно, нешто што ни е неудобно. Не може така. Таквиот однос кон животот ги дава резултатите со кои што живееме. Ако сакаме подобри резултати, мораме да го смениме нашиот пристап кон животот. Она што го работиме не функционира. Начинот на кој што пристапуваме кон животот и кон светот резултира во робовски живот. Резултира во мачен живот. Резултира во срцеви удари на 40 години. Резултира во иселување на младината. А што е различно помеѓу иселување на младината и абортирање на младината? Тоа е револуцијата си ги јаде децата. Тоа е суштинскиот проблем со нашето општество. Што никој не сака да погледне 2 чекори нанапред. Да погледне што ќе се случи, кои ќе бидат последиците на
на одлуките кои што ги носиме денеска. Тоа е основниот проблем со нашето општество. Родителите си дозволуваат децата да им бидат колатерална штета за некое нивно моментално задоволство. 350.000 души соработуваат со службата за да се докрепат до некаква мочана работа во државна служба. А која е цената за сето тоа? Името отиде. Знамето да не зборуваме. Државата веќе едва и постои. Каква постои? Станавме држава каде што албанците се елита. Повторно стануваме подчинета класа. Ништо не се сменило 1500 години. Пристапот кој што го водиме води до пропаст. Пристапот кој што го имаме води до пропаст. Живееме како нарцисоидни луѓе. Апсолутно себични, апсолутно арогантни. Апсолутно незаинтересирани да ги отвориме очите и да се разбудиме, расвестиме и отрезниме. Таквиот живот ги дава резултатите кои што ги гледаме. Доколку сакаме да ги смениме резултатите, мора да го смениме начинот на живот. Доколку сакаме да го сториме тоа, мораме да видиме што сме работеле во минатото, што не довело до тука, што работеле успешните народи, што ги довело нив до таму. Се додека не го промениме тој пристап, нема ништо да се промени. Јас се надевам дека ве убедив, вас 100 души кои што редовно не гледате, дека има логика во ова што го зборувам. Ќе продолжам со истата логика, ќе продолжам со истите вакви говори. И се надевам дека еден по еден ќе почнам да ве придобивам. Ова е борба која што не можам јас сам да ја поднесам, или со татко ми и со брат ми. Ова е подвиг на кој што треба масовност. Ова е подвиг на кој што треба сите да се приклучиме за да оствариме подобар резултат. Тоа е наша должност кон на себе си, кон нашите предци и најбитно кон нашите идни поколенија, доколку сакаме да ги имаме. Се надевам дека ќе останете со нас во нашата потрага по вистината, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање.